Na pad za Vitlejem. Нашиот Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син. А неговиот син не се роди во некој палати, не се роди во величие, во некое царство. Тој всушност се роди во дивина, затоа што немаше место за него во ниту една од куќите во Витлеем. Дури при неговото раѓање, нашиот Господ не беше добре дојден во срцата на луѓето. Но нашиот Господ толку многу љуби и затоа проповеда за љубовта, за простувањето. Земајќи го ова како една метафора за нашите животи, можеме да го искористиме во ова време на подготовка за да ја испитаме нашата душа, нашата совест. Има ли место за Христа во нашата душа? Или сме како сите гостилничари и луѓе во Витлеем кои немале место за Господ? Дали ги следиме големите примери на нашиот учител и им простуваме на другите? Или држиме лутина и зборуваме лошо за нив? Вистина е, Христос е нашиот голем учител и треба да го следиме неговиот пример преку пораката што ни ја дава во Евангелијата, но и преку самото наше крштение. Не е доволно да се каже дека сме христијани. Мора и така да делуваме, но и да живееме како христијани. Не е доволно да кажеме дека го прифаќаме Христос, неговата љубов, неговото учење. Мора да делуваме, за да Христос биде прифатен, да биде прифатена неговата љубов и неговите учења од оние околу нас. Да го покажуваме Христовиот пример и да го пренесеме Христос на оние што ги среќаваме. А тоа воопшто и не е лесно. Мора да го следиме неговиот пример. Тој го проповеда Евангелието на љубовта и простувањето и токму заради тоа е распнат на крст. Меѓутоа, како што можеме и да потврдиме, како членови на неговото семејство, црквата, тој зад себе остави наследство и го направи светот подобро место. Тој не откупи од нашите гревови и ни даде можност да имаме вечен живот преку него. Меѓутоа, она што треба да го направиме е да го прифатиме, да го следиме и да живееме со него во нашите срца и души. Да го искористиме ова време од Божитниот пост за темелно да се подготвиме за рождеството, за да го пречекаме нашиот новороден цар и господар и полесно и поблиско да го следиме неговиот пример во нашите животи. На пад за Витлеjem.